Завземете удобно место пред малите екрани, бидејќи токму сега следува во неделното издание на емисијата Наша сцена, каде ќе имаме можност да се забавуваме со нови гости и премиерно да ги погледнеме најновите видеозаписи. Останете со нас и следете не во пријатно расположение. Ovoj grad vonokite plače o mene. Jaz da te prevolam, kud zvezdi nebo nema, ko solzi očive. Ne davam, moj te spomeni, vreme to tak izbledi. Sekoj nepoznat broj. Misliš li deka sum jaz i deka kego slušneš mojom glas?
Mesto broj 1. Зоран Спасов снимаше спот за неговата песна "Заплакала мајка стара" и е гостин во денешното издание на Наша сцена. Нешто повеќе околу снимањето на спотот и неговата кариера дознаваме токму сега. Ti mi go zede, draga, srcevo, mislim na tebe, mila, sekoj den, do koga ovake traje, kaži mi, Bože, ako znaješ. Ti mi go zede, draga, srcevo, mislim na tebe, mila, sekoj den, do koga ovake traje, kaži mi, Bože, ako znaješ. Ajde, srno moja sega, kaži mi, da li sakaš so mene, pak da videš ti. Ajde, srno moja sega, kaži mi, da li sakaš so mene, pak da videš ti. Samo si ti za mene na ovoj svet, prekrasna ko majski buket cvet, princeza od prikazna stara, dušo moja kade da te bara. Samo si ti za mene na ovoj svet, prekrasna ko majski buket cvet, princeza od prikazna stara, dušo moja kade da te bara. Ajde, srno moja sega, kaži mi, da li sakaš so mene, pak da bideš ti. Ajde, srno moja sega, kaži mi, da li sakaš so mene, pak da bideš ti. Знаеш ли колку ме измачуваš, минуват ноќи јас не заспивам, не можам повеќе да издржам, дај ми барем надеж да се надевам. Знаеш ли колку ме измачуваш, минуват ноќи јас не заспивам, не можам повеќе да издржам, дај ми барем надеж да се надевам. Ајде, срно моја сега, кажи ми, дали сакаш со мене пак да бидеш ти? Ајде, срно моја сега, кажи ми, дали сакаш со мене пак да бидеш ти? Дали сакаш со мене пак да бидеш ти?
Гостин во нашата денешна емисија е Зоран Спасов, познат по песната Довидување, довидување. Здраво, Зоран, и добре ни дојде. Здраво и добро ме најдов. Многу ми е мило што си гостин во нашата денешна емисија, бидејќи токму денес се случи снимањето на спотот за песната Заплакала мајка стара. Кажи ми како помина снимањето? Па одлично беше. Цел ден напорно, ама одлично. Јас верувам дека се исплатеше. Нормално, да. Како не, и тоа затоа што овде е снимен во Охрид, Така. во убавиот Охрид. И така. Кој се автор и композитор на песната? Автор сум јас на музика и текст. Браво. Аранжман. Ова е сега обработка на Заплакала мајка стара, иначе таа песна ја пеев на времето на фестивалот Струмичка пролет. Тогаш аранжман правеше Зоран Жорлев, а сега обработка направи пред 2 години со аранжман на Деја Момировски. Одлично. Јас морам да напоменам дека Довидување, довидување е песна поради која голем дел од публиката тебе те препознава. Но има нешто што е слично меѓу таа песна и песната Две солзи ми капна, бидејќи се така помалце во музиката има некоја сличност. Дали можеш да ни кажеш која е таа сличност? Па, вака, видите, таа песна излезе во времето кога Две солзи ми капна беше излезена веќе. И јас пред тоа имав исто песна, која што ја пеев како Две солзи ми капна, како, нели, по нашиот крај таму, по ресторани, по Така. кафани, значи на јавни места. И сега, потоа заминав за странство, живеев 1-2 години во странство. И сега, кој од кого, како, не би навлегувал во тоа. Во секој случај Во ти секој направи случај, стварно голем јас хит. ја променив после и ја направив после Довидување и се забележа. Така да и мојата песна не е, но Две солзи ми капна беше уште поголем хит. Сега мене таа песна ја имам направена, устари ми има кажана еден другар кој што учеше на времето во Сараево Рајловац и свиреше гитара. И имавме некои снимки кои што ги снимавме по нашите локали. А од каде им е на опус им беше, од каде им беше на опус таа песна, ја тоа не знам. Така. Така да јас знам од каде ми беше мојата, како што ја пеев ја пред тоа, а после ја преправи во Довидување. Така. Кажи ми, ти градиш своја самостојна кариера и Да. имаш веќе верна публика која будно те следи. Колку време си на музичката сцена? Па, вака видите, јас правев една голема пауза, значи од која сум во странство, од која живеам во Швајцарија, едно 15 години. Правев една пауза од можеби едно 10 години. Последните години некако почнав да се појавувам, да се враќам. Публиката ме знае од 90-тите години, крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите јас се изгубив, нели, од сцената музичка. Така да во последните години се враќам, правам на еден начин еден камбек, па сега не знам колку ме следи и колку ме знае, него се надевам и обеќам дека ќе дознае уште повеќе. Така, Зоки, кажи ми, ти живееш во Швајцарија. Да. Кажи ми каков е твојот став, што мислиш, колку младината, дали во Швајцарија, дали тука во Македонија, ја негува македонската музика? Па, младите се желни да има македонска музика, модерна музика македонска, дали е народна или забавна. Но не знам од кои причини нема премногу македонска музика. Значи, многу малку има. И јас сум свесен дека кај нас се слуша повеќе музика од нашето соседство. Сега дали како прво ние немаме музички канал. Значи треба да има еден музички канал како што ги има тоа одамна, значи имаше порано еден, сега го нема, значи се надевам дека вие ќе отворите во најскоро време. И тоа е едно, друго не се експонира нашата музика. Македонската музика. Треба да се експонира, треба нон-стоп да бидеш и треба да се прават модерни, квалитетни песни за младите. А за повозрастните или за печелбарите има доста. Така, Значи да. за нашата диаспора, да речеме во Австралија, во Канада, Америка, Европа, има доста. Но нашите од Македонија кои што живеат во диаспората не се само возрастни луѓе,
значи има и помлади, така да треба малку и за тоа. Јас за тоа ќе се потрудам, ќе направам сигурно значи ова е сега спотот што рече за заплакала мајка стара, која што песна лично моја, значи нели? песна. Да, направена е лично за мојата мајка, значи која што веќе не е помеѓу нас на овој свет. И ќе направам сигурно уште една песна која што ќе биде можеби слична ваква, а можеби ќе биде и малце поритмична, значи или па две ќе направам, која што ќе биде едната таква, една ваква и за помлади и така натаму. Кажи ми, кои се твоите и нормално со видео спот. Тоа се разбира. Се надевам во соработка со им продукција. Да. Кажи ми, кои се твоите моментални ангажмани? Дали си цело време значи само по приватни забави или учествуваш на фестивали од надпреварувачки карактер? Па во Швајцарија работам по приватни забави, веселби наши, пеам по нормално роден ден и крститки и така натаму. Значи јас пеам за сите сите луѓе од екс Југославија кои што живеат таму, значи пеам и за македонци, и за босанци, и за срби, и за хрвати, и за секакви. Верувам дека тоа се многу убави забави. Да, има, значи порано пеев интензивно по дискотеки, сега малце ги запоставам, пеам по приватни претежно и по некои малце помали барови, пошто дискотеките се напорни, знаете. Ама во последно време доаѓаат доста наши, значи таму исто доаѓаат наши групи, наши бендови и така да имаме сите работа, него малку повеќе се отворени нормално и граници и можностите за сите. Така. И тоа е, ама јас не ми е целта само во Швајцарија, целта ми е со ова сега што справам. Значи ова е сега што го правам камбек на наша естрада. Иначе можеби ќе направам камбек и надвор од нашата естрада. Него моментално правам камбек на македонската естрада. Нас ни е особено драго што тоа е така. Така да ќе видиме. И за тоа што сакам ето да ја посетам Австралија, да ја посетам Канада, Америка. Значи да отидам. И таму има многу нашинци што јас сум сигурна дека би сакале да го слушнат твојот глас, бидејќи навистина многу убаво пееш. Спомна дека значи ќе има уште една песна како планови за воиднина. Јас сум сигурна дека твоите обожаватели. Има уште две, ќе има спотови. Одлично, твоите обожаватели значи ќе бидат навистина среќни што ова го слушаат. Да. Јас тука некаде би го заокружила нашиот разговор, би ти посакала многу нови успеси, би те поканила да бидеш наш повторен гостин и да ни ги донесеш сите тие успеси да прославиме заедно. Благодарам од се срце. Така. И би ја оставила нашата публика да ужива во твоите прекрасни песни. И доскоро видување. Се разбира. Na večer došlo ti kopagaše, ti me bakna mila, mi reče doviduvanje, mi reče doviduvanje, 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 mila moja, može mi nekoga šnije, ke se sretneme. Doviduvanje, doviduvanje, mila moja, može mi nekoga šnije, pa ke se sretneme. Pomniš li moji te zborovi, što
Те сакам, девојко, те сакам, не можам без тебе, не можам без тебе. Довидување, довидување, мила моја, може би некогашнije, пак ке се сретнеме. Довидување, довидување, мила моја, може би некогашнije, пак ке се сретнеме. Довидување, довидување, мила моја, може би некогашнije, пак ке се сретнеме. Довидување, довидување, мила моја, може би некогашнije, пак ке се сретнеме. Може би некогашнije, пак ке се сретнеме. Може би некогашнije, пак ке се сретнеме. Довидување. Премиерно во денешното издание на Наша сцена. Ки имаме можност да го погледнеме најновото оро на Александар Рицов, Аце во естрадно оро. Останете со нас и следете не во пријатно расположение.
Оливера Василевска е исто така гостин во денешното издание на Наша сцена. Што има ново на музички план кај неа, то знаваме во продолжение. Младата и атрактивна Оливера Василевска е гостин во нашата емисија. Оливера, здраво и добре ни дојдовте. Здраво. Пред извесен период се вративте од Шведска, тука во Македонија. Вашиот одмор го искористивте за да реализирате нова фотосесија со ин продукција. Како помина фотосесијата и на кои локации се правеа фотографиите? Точно така, Ивана. Јас сега дојдов в Македонија на 4 септември. Па така се реков да направиме една фотосесија. Ова ми е прва професионална фотосесија. Така? Да. На кои локации ги правехте фотографиите? Па неќам да ги откриам локациите, малку тајно да види. А дали сте задоволна? Да, супер. Времето се погоди? Да, се погоди. Не врнеше. Што е и најбитно. Да. Оливера, колку време се занимавате со музика, колку време сте на нашата естрада? Со оглед на тоа дека сте млада. Па на македонската естрада сум отприлика 2 години, а инаку се занимавам со музика уште од 15 години. Така, за овие 2 години имате навистина голем успех, имате неколку песни кои се веќе хит. Ја издвојам Ти си за мене. Да. Настапувате ли на фестивали? Па во Македонија не, ама Ти си за мене, мојата прва песна, Така? беше на фестивал во Битола, летен хит. Така? И со таа песна победив прво место. Така? Да. Кога сме кај Ти си за мене, Оливера, вие сте една од ретките млади фолкерки кои постигнаа за кратко време навистина голем успех. Тоа вие го направивте со песната Ти си за мене. На YouTube постојат и клипчиња каде што надвор од Македонија, значи во диаспората, вашата песна се ја изведуваат и други интерпретатори. Како тоа влијае на вас? Како вие сте задоволна од постигнатиот успех на оваа песна? Вака, прв пат кога видов имаше ставено некој клипче, или мислам на YouTube ја го видов клипот, од една невеста во Австралија, кај што ми ја пеет песната Ти си за мене. И вака видов тогаш и морници ми појде низ цело тело и, како да речам, пресрекна сум што постигнав нешто така. Така. Предлагам да ја слушнеме, па се враќаме повторно во студио и да го продолжиме нашиот разговор. Може.
Ја слушнавме Ти си за мене, навистина прекрасна песна. Имате и спот за оваа песна снимено. Дали подготвувате нови песни? Па секако дека се спрема нови песни, ама баш сега не сум многу долг период во Македонија, нема да стигнам, пошто сега се враќам задоте се враќам за Шведска и нема да стигнам да спремам нешто ново. Живеете и работите во Шведска, освен со музика си имате и професионална работа. Дали настапувате во Шведска? Па секако дека настапувам во Шведска. Скоро секој викенд настапувам, има настапи. Дали е барана македонската музика? Па барана е. Секако дека барана е. Оливера, предлагам да слушнеме уште една ваша песна, ќе ни откриете која? Абре воденичаре. Ја слушаме Абре воденичари и се враќаме повторно во нашата студија. Ја слушнавме Абре воденичаре. Оливера, сакам, бидејќи си кратко време на нашата естрада, работиш вредно, снимаш нови песни, да ни ги откриеш твоите наредни планови. Па сега планирам да снимам проект во Лајм со македонски и староградски песни. Да, па тоа ќе се реши, мислам, во другата година.
Така, кога повторно ќе Негде дојдете пролета, тука? така, планирам да доаѓам Македонија пак. И имам неколку понуди од многу познати автори, али нема да ги откријам кои. Така, дали би прифатила некоја од понудите ете за нова песна? Да, имам прифатено. Но се останува на време. Оливера, со оглед на тоа дека овој пат си краток временски период тука во Македонија, немаш време да настапуваш тука кај нас, но доколку би имала понуда и дали имаш понуди, па би прифатила да настапиш тука кај нас? Па вака, има многу понуди. Сега пред да дојдам Македонија, имав неколку понуди, ама не можев баш тој период да дојдам и така испадна, али за посвечености би пеела, да, секако. Така, се повеќе на нашата сцена, ете младите фолкерки, имаат комплекси, па прават некоја естетска хирургија. Кој е вашето мислење за тоа? Дали вие би направиле некој естетски зафат? Вака, секој што сакат, ако сака да си направи некоја корекција, дека си направи. Али јас сакам да си сум природна. Ето така ќе останам. Така. Значи немате ништо против доколку ете нашите Не, баш не, фолкерки, па и тие од странство. Не. Кога сме веќе кај младите талентирани фолкерки, ќе ги споменеме и тие од машкиот пол. Ги има доста кај нас, млади, искусни, се трудат да направат нешто, но се повеќе изведуваат музика надвор. Што вие мислите за тоа? Па вака, јас и сум родена Шведска и порастена сум таму и затоа не ми е баш македонскиот како што треба, али благодана сум толку колку што знам. И еве пак македонската музика си ја сакам и затоа ви со македонска Без музика. разлика на тоа што сте родени и живеете во Шведска. Да, јата македонската музика си ја пеам. И да. Оливера, јас ви благодарам и покрај краткиот временски период што престојувате тука во Македонија, сепак одвоевте време и дојдовте во нашето студио да не почестите. Се надевам дека за скоро повторно ќе ни бидете гостинка и секако ќе ни прикажете и нови песни. Секако. Ви благодарам и јас вас и се гледаме повторно. Иван Радески го сними својот најнов спот за песната Јано Севдалино. И премиерно ќе имаме можност да го погледнеме во денешното издание на Наша сцена. Спотот беше снимен во соработка со Ин продукција.
vidiš srce skršeno. Полека стигнахме до крајот новонеделното издание на емисијата Наша сцена. Јас се надевам дека ви се допадна сето она што заедно со нашата екипа ви го подготвивме за денес. Не заборавајте да бидете повторно со нас за точно 7 дена во новото издание на Наша сцена. Се гледаме!